Насмевка и радост на лицето предизвика донацијата која што денеска ја однесоа представници на Сдруженијето Инклузива на семејството Ангеловски од село Љубодраг. Се работи за телевизор кој што го освои добитникот на крстот во градскиот базен Иван Антевски. Наградата заврши во рацете на 20-годишната Јелена која боледува од церебрална парализа. Кумановецот Иван Антевски, кој што го фати крстот на празникот Водици во градскиот базен, денеска ја донираше наградата телевизор на семејството на Јелена Ангеловска, која боледува од церебрална парализа. 20-годишната Јелена живее со својата мајка во село Љубодраг. Сама сакам да му се заблагодарам на господинот Иван Антевски за овој прекрасен телевизор. Да. Што ќе гледаш најмногу на телевизорот? Приказки. Приказки, музика, звездите на град. Ќе навивам за Илинденецот секако и за нашиот Игор од Куманово. Крстот да му донесе многу здравје, среќа и берекет и на него и на неговото семејство. Мајката на Јелена исто така се заблагодари за донацијата. Истакна дека живеат од пензијата која што ја наследила од незиниот починат сопруг и од посебниот додаток што го добива Јелена. Голема благодарност. Зашто до сега никој не е посетил како вие. Никој ништо не е ни дал, ни ништо друго што да кажу. Фала ви пуно и на дечка што ја донирае, фала му пуно да е жив и здрав. Сваку годину да фаќа крст. Крпи ме некако. Таа се движи? Не, уопште не се движи. Све подизам. Не може ни да ступне, ни да свие нога. Антевски, кој што живее во Норвешка, телевизорот го однел на Сдруженијето Инклузива и сакал тие да одлучат на кое семејство со лице со повреченост ќе го доделат. Ние како Сдружение Инклузива немаме врска со донацијава, туку ни е дадено да одлучиме на кого да се додели овој телевизор. Исто така во името и на Јелена и во наше име се заблагодаруваме на Иван Антевски кој е во Норвешка, што покажа хуманост, телевизорот што го доби за фаќање на крстот во затворениот градски базен, го донесе кај нас и рече да одлучиме на кого му треба на дете со попреченост. Знаејќи ја Јелена дека живеат сами со мајка и бидејќи мајката е самохрана мајка и дека многу тешко излегуваат од својот дом, одлуката падна да ја го подариме на неа, за да полесно и позабавно ги минува незините денови. Но исто така и да ја посетиме, да ја видиме, да поразговараме. Од Инклузива се надеваат дека и во наредниот период ќе има хумани луѓе кои ќе предизвикаат радост кај некое семејство.